Од наредната недела ќе се сослушуваат родителите на загинатите во Кочани, а со дадените искази пред обвинителите ќе може да се приклучат на кривичниот прогон и да бараат одштета, велат од јавното обвинителство. Оттаму посочуваат дека вака блиските на починатите директно ќе се информираат и за текот и фазата во која се наоѓа постапката, но и да кажат своји сознанија. Во следните 2 дена, во соработка со волонтерите од Сапорт Кочани, обвинителството ќе ги контактира најблиските на починатите за да се утврди точно време и место во кое ќе можат да се го остварат ова свое право. Сослушувањата ќе се вршат согласно утврден распоред од вторник до четврток. Ваквите сослушувања се поединачни и на нив ќе биде повикан по еден законски застапник за секој од жртвите да се произнесе во однос на правата како оштетени. Претходно, појаснувајќи дека предметот е во сензитивна фаза, јавниот обвинител Љупчо Куцевски прогнозираше крај на истрагата за почетокот на јуни, а обвинение да биде покренато на средината од истиот месец. Истрагата се води против 70 на лица, а обвинителството за сега нема нови осомничени. Се надеваме за 10 дена и треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има увид од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавна обвинителска одлука. Се прибираат докази, така да распрашани се значително голем број на досега на сведоци, можеби бројка над 300. Јавните обвинители работат околу прибирање на докази. Доколку евентуално од тие докази произлезе нешто друго, на нови осомничени, нови действија, истражата ќе се прошири. Во меѓувреме, од затворски притвор излезе уште еден од осомничените. По екс-министерот за економија Кришник Бектеши и поранишната државна секретарка Размена Чекик Дуровиќ, дома е пуштен и министерот без ресор кој претходно беше директор на Агенцијата за заштита и спасување Шабан Салију. Штипска апелација ја прифатила неговата жалба и притворот го заменила со мерки на предпазливост. Одземен му е пасошот и задолжително треба да се пријавува во Скопскиот суд. Во затворски притвор остануваат 10 осомничени, а двојно повеќе се дома, во куќен притвор. За дел од осомничените на сила се мерки на предпазливост.